Дека снабдувањето со масло за јадење, односно популарниот зејтин, станува критично, зборува секојдневното зголемување на цените на мало кои соборуваат рекорди. Познавачите на состојбите велат дека ако сега главен проблем се високите цени кои достигнуваат до 150 денари за литар или 2,5 евра, наскоро може да се случи уште поголем, а тоа е да го снема. Скапи е зејтин, скапи. Од 100 нагоре, 130, 140, како се најде, дека се најде. Па се плашиме, чим се нема доволно по продавниците, и се плашиме. Не можеме дека со една плата што можеме поешко. Купиме се така како за јадење, ако најдеме поевтин. Ама са више ефтин нема, 100 динара подоле. Па слушаме дека го стои 30-40 динара. 133 до 140. А дали е скапи или ефтин, зависи за кого како е. Према стандардот што го има домашен, толку му иска потијата. Не се плашиме. Секој сме некаква држава ние што води сметка за такви работи. Ќе го има. За мен како пензионер скапи. Сакам пензија се качи, ќе бидам задоволен. Друго нема што каже. Зејтин ќе го има. За оваа држава ќе го има. Па да има, па македонците може се да издржат. Ефтино, скапо, издржа. Домашните производители и преработувачи се загрижени што никој во Европа и пошироко не продава зејтин ниту суровина за негово производство, а залихите во државата се мощно ограничени. Граѓаните стравуваат дека може да не се случи германското сценарио, каде литар зејтин се продавал и по 50 евра. Поради тоа, и доколку не се подобрат состојбите на поширокиот пазар, можни се нови мерки од страна на владата од аспект на ограничена продажба на зејтин, според определување количини по семејство. Во меѓувреме се поголем број семејства, особено во селата, зејтинот го заменуваат со свинска маст, но и тука количините се ограничени, бидејќи поради лошата државна политика и појавата на африканска чума кај свињите, драстично се намалени домашните и мини фармите.